До крајот на септември ќе се направи целосен ремонт на јавната администрација. Министрот Дамјан Манчевски во гостување на Алфа откри дека се подготвува чистка на раководители и управители, а таа ќе била направена со законски измени. Што требаше да направи оваа власт при превземање на власта од состојба на заробена држава? Значи не беше заробена државата затоа што СДСМ викал така, или некој оваа влада, тоа беше констатирано во извештај Европска унија, така? Добро. Значи ние бевме заробена држава. Зошто? Заради тоа што системот, институциите биле заробени. Ќе ги воведеме стандардите, ќе направиме генерален реизбор на сите, тоа ќе биде јавно, транспарентно пред целата јавност со критериуми кои што сите ќе можете да ги проверите. Кога ќе се случи тоа? Значи пак повторувам, ние планираме оваа законска измена да промовираме сега во септември. И веднаш потоа да ги спроведеме овие во пракса да ги спроведеме овие работи. За една година од стапување на власт, владата вработила повеќе од 2500 луѓе во јавната администрација, признава министрот за информатичко општество и администрација. Се правила дека не биле 6000 како што обвинува опозицијата, ама разликата меѓу 2500 и 6000 во суштина се времените вработувања преку агенции. Само јавното претпријатие Комунална хигиена преку агенцијата за привремени вработувања мотиви одвои 1.850.000 евра за работници. Со овие пари на годишно ниво и со просечните плати во тој сектор може да бидат ангажирани стотици луѓе. Владата склучи договор вреден половина милион евра и со Агенцијата за интелектуална собственост, преку која ќе се префрла пари по разни основи. Нема ограничување на бројот на луѓе што ќе бидат ангажирани и ќе земат дел од колачот, а поединечните исплати ќе се прават по потреба. Од друга страна, во време на распишан референдум се нудат позиции на советници, соработници, помлади соработници, раководители за солидни плати. На листата вработувачи се Државниот архив, Министерствата за одбрана и образование, Општина Центар. Дел од огласите се и со навистина специфични барања кои се несоодветни за позициите. Така Централниот регистар кој инаку ги обединува податоците за сите фирми и организации, меѓу другото вработува книжевник, географ и експерт по одбрана, а платите што ги нуди достигнуваат и 53.000 денари. И додека се вработуваат нови административци, старите се жалат на притисоци преку казни и закани.